Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Министерот за спорт Борко Ристовски утре во посета на Прилеп ќе има ли прилепската јавност сознание до каде е уредувањето на универзалната спортска сала. Македонскиот театар Војдан Чернодрински отвора повик за учество на драмски автори што сакаат да ги представат своите дела пред театарските професионалци. Четврток промоција на книга Жени во македонската книжевност во 19 век од доктор Славчо Повиловски. Кражба на дрва кај Вештачкото езеро. Тренерска смена во ракометниот клуб Прилеп. Замина Мојсов, дојде Сашо Илиевски. Времето денеска студено утро и топло попладне. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Утре министерот за спорт во посета на Прилеп. Што е целта на неговата посета? Министерот за спорт Борко Ристовски ќе посети гимназијата Мирче Ацев, каде ќе биде пуштено во употреба игралиште за фудбал и кошарка. Новото игралиште е наменето за играње на фудбал, одбојка, кошарка и ракомет, за тренинг и вежбовни активности, а опременоста со рефлектори овозможува практикување на спортот и во ноќните часови. При оваа посета пригодно обраќање ќе има градоначалникот на Прилеп Борче Овчевски и министерот Борко Ристовски. Во рамките на 59-тото издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински, од 6 до 13 јуни ќе се одржи форум насловен Драмолетање подем на македонската современа драма. Форумот е наменет за сите драмски автори што сакаат да ги представуваат своите дела пред театарските професионалци. Иницијативата има со цел да ги поврзе авторите со режисери, продуценти и национални театри, отворајќи простор за нови сценски продукции. На повикот може да се пријават драмски автори, граѓани на Република Македонија со оригинално драмско дело што досега не било изведено на сцена. Кражба на дрва кај Вештачкото езеро. Вчера во 19 часот полициските службеници од полициската станица Прилеп на патот за Вештачкото езеро од ЕА 35 години од Прилеп одзеле запрежна кола Шпедитер натоварена со 0,75 метри кубни огревно дрво, а од СШ 29 години од Прилеп одземена била запрежна кола Шпедитер натоварена со 1 метар кубно огревно дрво. Дрвната маса е предадена на шумската полиција, а по документирање на настанот против лицата ќе следува соодветна пријава.
Четврток на 6 март во 18 часот во библиотеката Борка Талески ќе биде промовирана книгата Жени во македонската книжевност во 19 век од доктор Славчо Ковиловски во издание на Институтот за македонска книжевност Скопје. Книгата Жени во македонската книжевност од 19 век прв пат во македонската книжевна наука на едно место нуди биографии на досега непознати или малку познати македонски жени со кои започнал развојот на македонското женско творештво или женско писмо. Со неја се надминува сликата за немојта на македонската жена и им се овозможува како авторки да го заземат своето место во македонските книжевни канони. Ракометниот клуб Прилеп го смени својот тренер. Божидар Мојсов не е повеќе тренер на прилепскиот суперлигаш. Негов наследник е Страшо Илиевски, кој ќе биде привремено решение на клубата на ракометниот клуб Прилеп. Прилепчани веќе ги загубија шансите за пласман во плейофот, но обстанокот во елитата не им е загрозен затоа што се работи за еден од поквалитетните тимови кои ќе се надпреваруваат во плей-инот. Овој викенд Прилеп ќе се судри со Бисимов, а по ЕХФ неделата ќе гостува кај шампионот Еврофарм Пелистер. Временска прогноза. Времето денеска претежно сончево и малку топло. Дуваше слаб до умерен ветер од северен правец. Максималната температура се движеше во интервали од 9 до 16 степени, а минималната во Прилеп беше -3 степени Целзиусови. На попова шапка, измерена и снежна покривка во висина од 25 см. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, март 2025 година.